Почитувани, добар ден. Ви благодариме на сите за присуството тука, ви благодариме на сите за учеството што дојдовте да бидете, да слушнете што има да се каже на оваа дебата. Се надевам и да учествувате во неа. Инаку дебатата е организирана повод одлуката на Уставниот суд со која не се потврдува повреда на слободата на изразувањето на новинарите кои беа исфрлени од Собраниската галерија за време на настаните на 24 декември. Оваа дебата е организирана од Фондот Отворено општество Македонија, Центарот за развој на медиуми и Фронтот за слобода на изразувањето. Оваа дебата е реакција на одлуката на највисокото судско тело, она кое по дефолт, кое по правило треба да ги заштитува правата на изразување, со која не се потврдува повреда на слободата на изразувањето, и тука треба да дебатираме за некои од спорните прашања кои произлегуваат од оваа одлука на Уставниот суд. Како што кажав, ова е реакција на одлука на тело од кое сите очекуваме дека треба да не заштити, дека треба да биде една крајна инстанца од која треба да побараме помош доколку нема веќе каде да се обратиме, и после оваа одлука се отвараат серија на прашања кои мора да бидат одговорени и мора да видиме во која насока се движи целава работа и во која насока се движи слободата на правата на изразување и воопшто на човековите права во Македонија. Сега ќе се обидеме да одговориме на следните прашања. Дали со оваа одлука на Уставниот суд потврли клучниот механизам со кој се заштитува правото, со кој се заштитува слободата на изразувањето? Кои се спорните точки во одлуката на Уставниот суд со која не се утврдува повреда на слободата на изразување? Што останува после оваа одлука на Уставниот суд? Дали се исцрпени сите домашни правни мерки, дали може да се и кои се насоките на делување со кои треба да се превземат во еднина, бидејќи сметаме дека во никој случај луѓето кои сметаат дека им се повредени правата не треба да застанат тука и оваа одлука на Уставниот суд да ја земат како здраво за готово, како одлука по која нема веќе што да се бара. На оваа дебата ќе дебатираат Нада Наумовска од Фондот Отворено општество Македонија, Насер Селмани, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, Филип Медарски, адвокат, Жарко Трајановски, експерт за човекови права од Фронтот за слобода на изразување, како и Билјана Бејкова од Центарот за развој на медиуми. Повеќето од овие кои денеска ќе дискутираат биле директно вклучени или индиректно во настаните на 24 декември. Верувам дека поголемиот дел од вас го видовте Насер Селмани во Собраниската галерија за време на 24 декември. Филип Медарски е еден од оние кои ја поднесува представката до Уставниот суд, така да верувам дека ќе имаат многу што да кажат. Дебатата ја отвараме со Нада Наумовска од Фондот Отворено општество, која ќе пренесе некои од поентите во однос на одлуката. Повели, Нада. Да, ти благодарам, Сеат. Дозволете ми да ве поздравам и од моje име и од име на Фондацијата Отворено општество Македонија, меѓутоа и од другите организатори, а тоа се и Центарот за развој на медиуми и Фронтот за слобода на изразување. Мислам дека самото носење на некој начин на првата одлука која има институционален карактер или прв институционален одговор во државава, поврзана со настаните од 24 декември, сама по себе беше повод за дискусија, меѓутоа и второстепено на некој начин оскудноста на правното образложение содржано во оваа одлука и исто така еден од мотивите да се разговара на оваа тема. За нас малото и оскудно образложение во одлуката на Уставниот суд е простор за дискусија за тоа каде новинарите да ја бараат својата заштита. Односно каде да се бара одговорот за многуте дилеми и празнини кои ги остави позади себе одлуката на Уставниот суд.
Кога велам оскудност на одлуката, пред се мислам и на суштината на образложението, меѓутоа и на постапката во која се носеше одлуката. Преку средствата за информирање знаеме дека одлуката се донесе во отсуство на јавна дискусија, на која задолжително требаше да учествуваат и новинарите кои се поднесители на иницијативата, нивниот застапник и народниот правобранител. Меѓутоа, сосема соодветно и очекувано ќе беше да учествуваше на таа дебата и Комисијата за испитување на настаните од 24 декември, односно незините членови, кои патем го црпат својот легитимитет од тамо што нели беа назначени од страна на председателот на државата со негов акт. Да подсетиме дека тукму оваа комисија во правните наоди кои ги утврди, укажа дека практично постои нарушување односно прекршување на слободата на изразување со изфрлањето на новинарите на 24 декември. Соодветно ќе беше овие експерти да имаат прилика да ги пренесат своите наоди во присуство на судиите на Уставниот суд, меѓутоа сепак тоа не се случи. Вториот аспект е содржината. Она што е суштествено за пресудата, тоа се тие две страници практично на кои можеме да го видиме образложението на судиите на Уставниот суд, според кој очигледно е дека заштитата на безбедноста на новинарите и членот 43 од Законот за собранија, кој го регулира одржувањето на редот во собранието, биде клучни за мнозинството судии да проценат дека не станува збор за повреда на слободата на изразување. Според ова членот што се однесува на оние кои го нарушуваат редот, бил клучен за судиите и покрај тоа што сега никој па ни самиот Уставен суд не утврдил дека новинарите биле тие кои го нарушувале редот. Дополнително, оваа одредба се применува заради лоцирање одговорност за нарушување на редот во собранието, па се поставува прашањето дали новинарите носат и одговорност за тоа што беа изфрлени од собранието. Во недостаток на темелно утврдување на фактичката состојба поврзана со 24 декември во содржината на одлуката на Уставниот суд, сметаме дека при барањето на дополнителна заштита, новинарите треба да бараат одговорност од државата токму во неодговорените прашања. Со цел малку да ја фокусираме дебатата и да си поставиме сами на себе прашања кои во дискусијата ќе можеме да си ги одговориме на некој начин, мислам дека може да ни помогне токму издвоеното мислење на судијката Наташа Габер-Дамјановска. Јас одвоив 6 прашања, се разбира парафразирано од нејзината содржина во нејзиното издвоено мислење. А тоа се следневе прашања. Дали действието со кое се смета дека е сторена повреда во дадените околности во која е сторена соодветствува на принципот на неопходност во едно демократско општество. Околу неопходноста ќе зборува и Филип Медарски, така што не би навлегувала повеќе. Која е фактичката состојба која го подкрепува ставот дека заштитата на безбедноста и јавната сигурност се предмет на заштита? Понатаму, дали на новинарите им било дозволено да бидат непосреден контролор на властите? Судиката укажува на тоа дека ова е принцип на кој се повикува судот во Страсбур. Следен принцип на кој таа се повикува, а оттаму и прашањето дали државата во случајов се поставила помеѓу предавателот и примачот на информациите. Дали новинарите можеле да ги покријат настаните што се севкупно се случувале во собранието преку прес-центарот, каде што знаеме дека беа поместени од галеријата, и последно, дали акредитацијата на новинарите значи само следење на собраниската сала и она што во салата се одвива, или новинарите со својата акредитација ја имаат и слободата да ја следат севкупната работа на собранието. Мислам дека ова се едни прашања и фокус кои може да ни бидат од значење во текот на дискусијата, во која се надевам и вие ќе се вклучите. Ти благодарам се. Ти благодарам, Нада. Дискусијата продолжува со Насер Самани, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Насер, за почеток, дали си изненаден од одлуката на Уставниот суд? Добар ден, благодарам за поканата да учествувам во оваа дебата. Искрено не сум изненаден, затоа што познавајќи ги состојбите во Македонија, јас и во излагањето имав намера тоа да го
потенцирам е дека овој инцидент покажува или начинот како Уставниот суд одлучи за нашата представка покажува дека во Македонија ние немаме поделба на власт. Затоа што иста одлука донесуваат различни институции или различни видови на властите. Ние знаеме дека во демократија основен принцип е принципот на владење на поделбата на властите кои меѓу себе се контролират. Со оваа одлука се покажа нешто друго дека влада е обратниот принцип на единство на власта, кој што беше во еден друг систем, во еднопартискиот систем, каде што во името на заштитата на работничката класа, нели и извршната и законодавната и судската власт требаше да бидат обединети. Јас на почеток сакам уште еднаш да повторам дека за нас нема никаква дилема дека бркањето на новинарите од Собраниската галерија на 24 декември 2012 година е класичен пример на цензура, кој што нашиот устав го забранува. Тој ден Собраниското обезбедување, по наредба на председателот на Собранието, ги спречи новинарите да ги следат настаните околу донесувањето на буџетот, кој што беа настани од висок јавен интерес. Тој ден новинарите не беа во можност да известуваат за настаните околу донесувањето на буџетот, а на македонската јавност беше ускратено правото да се информира навремено за овие настани. Да не беа снимките од мобилните телефони на опозицијските пратеници, ниту ние како медиуми, ниту јавноста ќе имаше можност да биде информирано за тоа што се случи во Собраниската сала по бркањето на новинарите од Собраниската галерија. Постои за нас само едно објаснување дека единствена причина за бркањето на новинарите од Собраниската галерија беше желбата на власта да го скрие насилното бркање на опозиционите пратеници од Собраниската сала. Ние како ЗНМ дадовме оценка за одлуката на Уставниот суд и за нас навистина е нејасно зошто на Уставниот суд и требаше повеќе од една година да одлучи по нашата иницијатива и второ, како е можно да расправа за нашата иницијатива, а и покрај тоа што побаравме да бидеме поканите на јавната расправа која ќе се разгледа нашата иницијатива, тоа не го направија. Кога би биле поканети, веројатно Уставниот суд немаше да напише такво смешно образложение дека наводно од Собраниската сала пратениците фрлале со тврди предмети во правец на новинарите. Ние и тогаш и сега тврдиме дека таков настан не се случи, такво фрлање од Собраниската сала немаше. Но прашањето е како е можно Уставниот суд да дозволи да одлучува мериторно врз основа на шпекулација. Прашањето е кој го доведе во заблуда Уставниот суд со вакви дезинформации. Рековме дека одлуката на Уставниот суд е скандалозна затоа што Уставниот суд не успеа да утврди прекршување на Уставот кое што беше толку очигледно, кој недвосмислено гарантира слобода на мислата и право на пристап до информациите од јавен карактер. Апсурдно е да тврдите дека исфрлањето на новинарите од галеријата, дека сте ги исфрлале новинарите од галеријата затоа што сте сакале да ги заштитите. Но никој не објасни од кого ние како новинари бевме загрозени. Жално е што македонските институции ја испуштија можноста да го спасат образот на македонската демократија. Не покажа демократски капацитет, да констатират една очигледна повреда на Уставот и да барат одговорност од оние што го повредија Уставот.
На власта очигледно поважно им беше кариерата на еден политичар отколку уставниот поредок на земјата. Очигледно дека спикерот на собранието не ја прифати улогата да го покрие срамот на власта. Изгледа дека одлуката за бркање на новинарите не била само негова. И затоа тој одби да ја преземе целата одговорност врз себе. Од друга страна, власта не покажува знаци дека извлекува поука од ваквите непромислени одлуки. И дека во иднина нив нема да ги повтори. Напротив, тие што го прекршија уставот ги награди. Реизборот на Трајко Велјановски за председател на собранието е доказ дека сиреџискиот однос на власта кон новинарите и медиумите ќе продолжи уште пожестоко. Салмане, извини, само тука една мала дегресија во однос на реизборот на Трајко Велјановски. После настаните на 24 декември, дел од новинарите зазема еден принципиелен став на некој начин да се бойкотира Трајко Велјановски, додека тој не понесе одговорност, додека не се извини за акцијата на собраниското обезбедување и на припадниците на МВР во однос на новинарите, но видовме дека после некое време тој принципиелен став го снема. Значи, активностите на Трајко Велјановски продолжија да се пренесуваат. Мислиш ли дека медиумите тука требаше да обстојат полого на тој став, додека не добија јасно мислење и јасен став од Велјановски? Мислам дека тука нема дилема. Ако се прашуваат новинарите, тој став ќе беше почитуван до крај. Меѓутоа прашањето е кој ги контролира медиумите. Ако вас од медиумот ви барат да ги следите наставните, ви имате еден избор, или да оставите работа или да продолжите да ги следите работа. Така да мислам дека тоа прашање не е само прашање на новинарите, тука е веќе тоа е прашање со кој треба да се занимаваат медиумите. Дали во суштина медиумите се свесни за нивната улога што ја одигруваат во општеството. И мислам дека во тој правец новинарите малку може да направат, затоа што се изолирани, осамени, не можат без поддршка од медиумите, без поддршка од јавноста, новинарите не можат да истраат во таа битка. Сакам да ги нотирам уште некои прашања кои што мислам дека се битни за поврзано со одлуката на Уставниот суд. Спомнав на почеток дека навистина ова одлука ни покажа на јавна сцена дека во Македонија не владее принципот на подел на власт и ви имате иста одлука од Собранието на Македонија, од полицијата, од Народниот правобранител и од Уставниот суд. Значи, сите тие институции кои по логика на нештата треба од различен аспект да ги разгледуваат прашањата кои се поврзани со заштитата на слободите и правата на граѓаните, тие донесоа иста одлука. Многу е интересно што после донесувањето на одлуката и јавните критики во јавноста, одлуката на Уставниот суд не ја заштити и не излезе во јавност да ја заштити, да го заштитат или да го одбранат самите судовите кои излезе владаачката партија. И тука остави сомнеш дека дали во текот на донесување на ова одлука Уставниот суд бил подложен на притисок од ова политичка партија. Мислам дека ова одлука од Уставниот суд не треба да бидат вознемирени само новинарите и медиумите. Треба да бидеме вознемирени сите ние како граѓани. Затоа што ако Уставниот суд не е во состојба да ги заштити правата и слободите на граѓаните, тогаш навистина на кого ние треба да се засноваме ако евентуално некој од органите на извршната власт ни ги повредува нашите права. Се стравувам дека ова одлука нема да биде исклучок, туку ќе биде правило на кој начин власта во иднина ќе се однесува. Мислам дека освен овие негативни работи кои што ние ги нотираме во одлуката, поврзано со одлуката на Уставниот суд, има уште некои добри работи кои што мислам дека треба да се потенцираат. Првото е што новинарите за прв пат одбија безприговорно да ги спроведуваат одлуките на извршните органите од извршната власт кога ја извршуваат нивната професионална задача. Мислам дека власта се изненади
и очекуваше дека кога на новинарите ќе им биде наредено да ја напуштат галеријата, дека безприговорно ќе ја напуштат, и добро е што новинарите не ја почитува, не го почитува нивното барање, туку бара сериозно објаснување зошто тие треба да го напуштат, да ја напуштат галеријата и кој всушност донел таква одлука и врз основа на кој закон. Другата позитивна работа е што мислам дека власта ја губи битката, обидувајќи се да ја оправда одлуката за бркање на новинарите. Не само во надвор, туку и во земјата. Вие знаете дека во сите меѓународни институции и организации прашањето за 24 декември сериозно е критикувано од тие институции. Ја ќе ви цитирам една, за да покажам во колку непријатна ситуација се македонските власти кога треба да објаснат што се случи на 24 декември. Ќе ви цитирам еден одговор од нашата мисија во Обединетите нации во врска со критиките на специјалното известувач за слобода на изразување од Обединетите нации. Вика вака: што се однесува до настаните што се случија во Собранието на Република Македонија на 24 декември 2012 година, треба да се појасни дека при настаните во прашање не се работеше за новинари отстранети од салата на Националниот парламент, туку тоа што всушност се случи е дека беше утврдено дека е неопходно да се советуваат новинарите да ја напуштат пленарната сала на Собранието, додека условите за Собранието да продолжи со својата нормална работа и седница не се стекнат повторно. Мојот македонскиот не е мој мајчин јазик, но верувам дека добро го владеам. До сега не знаев дека да влечете новинари значело начин на советување. Така да мислам дека приказната која власта се обидува да ја продаде во светот во врска со 24 декември нема практично приказна, никој не им верува дека тоа што се случи во Собранието не беше обид за цензура, туку некоја легитимна одлука на органите. Мислам дека приказната и внатре во Македонија не им шкрипи во нивниот спин, затоа што прво изразија жалење, па после се повлекоа, па измислија дека новинарите мора да бидат отстранети од таму затоа што можеле да ги гаѓаат со камери пратениците, кога видува дека тоа е абсурдно, затоа што никад додека новинарите ја следа собраниската седница од таа галерија не дозволија да се случи некој инцидент. И после на крај го измислија тој изговор дека практично ги избркале затоа што во суштина сакале нив да ги заштитат, меѓутоа прашањето од кого ние бевме загрозени за да не заштитат. И на крај ние и како новинари и како здружение немаме друг излез освен да нашата апликација и нашето право да го бараме во Европскиот суд за човекови права. Сите новинари кои што беа подпишани на иницијативата пред Уставниот суд, го овластивме повторно нашиот правен застапник да почне да работи, да ја пишува жалбата за Европскиот суд, и мислам дека во рамките на тој законски рок таа жалба ќе биде поднесена. Ние сме убедени дека Европскиот суд за човекови права ќе утврди прекршување на правото на слобода на информирање во конкретниот случај. Ви благодарам. Ти благодараме, Насер, особено за тоа што успеа да најдеш и светли точки во настаните од 24 декември и во се што следуваше. Значи, добро е што чашата ја гледаш како полуполна. Сакав да те прашам, ти си еден од оние, како што кажав и пред малку, што беа најупорни во тоа, во одлуката да не ја напуштат галеријата на Собранието, па беше физички влечен, извлекуван од страна на припадниците на Собраниското обезбедување. Инаку во одлуката на Уставниот суд се вели дека тој дел се критикува, се вели дека новинарите пружале отпор при страна да бидат при напорите да бидат отстранети. Сега, гледајќи од оваа дистанца, од оваа точка, мислиш ли дека требаше да бидеш уште поупорен и ти и твоите колеги во тоа да не ја напуштите галеријата?
Искрено мојот впечаток и од сега и тогаш е дека навистина ние направивме токму тоа што требаше да се направи, затоа што ние немавме намера да водиме војна со собраниското обезбедување. Ние сакавме да им покажеме дека такви арбитрарни одлуки со кои ни се ограничуваат нашите права, ние нема доброволно да ги прифатиме. И ние тоа го направивме. Тоа сакавме да демонстрираме дека такво прекршување на уставот ние не можеме доброволно да прифатиме. Тие можа, како што и сами видовте, можа да донесат и 20, и 30, и 5, и 100 нови лица од обезбедувањето и на крај со влечење ќе не извлекува од галеријата. Ние сакавме само да покажеме дека таа одлука ние не ја прифаќаме и дека доброволно не прифаќаме, не се покоруваме на одлуки кои што се косат со македонскиот устав. И мислам дека тоа што следеше со користењето на сила од страна на собраниското обезбедување кон новинарите, мислам дека беше доволна илустрација за да се потврди или да се покаже пред јавноста која беше намерата на оние кои што наредија новинарите да бидат исфрлени од галерија. Ти благодараме, Насер. Дебатата продолжува со Филип Медарски, адвокат, еден од оние кои ја поднесу иницијативата до Уставниот суд. Повеле, Филип. Благодарам, Сеат. Иако лично мислам дека може многу да се зборува за одлука на Уставен суд, во интерес на времето ќе се потребам да бидам краток и ќе се задржам на две за мене спорни прашања од оваа одлука. Првото е прашањето што со одлуката не се дава одговор, значи, на прашањето кое што беше поставено во нашето барање, а тоа е дали ова значи дали ваквото отстранување на новинарите од Собраниската галерија значи исклучување на јавноста од работата на собранието. Значи, иако Уставниот суд во еден пасус може да се насети дека дава одговор дека ова навистина значи исклучување на јавноста, од целокупноста на одлуката може да се дојде до заклучок дека тие ова не го третираат како исклучување на јавноста. Ова прашање е исклучително битно за тоа што согласно член 70 од Уставот на Република Македонија, значи одлуката за исклучување на јавноста собранието ја носи со двотретинско мнозинство. Значи ова одлука е толку битна што уставотворецот решил дека таа се носи исклучиво со двотретинско мнозинство од сите пратеници во собранието. Спротивно на ова, значи, во одлуката на Уставниот суд, основата за отстранување на новинарите од Собраниската галерија се наоѓа во членот 43 од Законот за собранието. Значи, доколку се има во предвид хиерархијата на правните акти и фактот дека Уставот е највисок правен акт, не може, значи, некоја одредба од Закон за собрание, која што е во колизија со одредбата од Уставниот суд за исклучување на јавноста, да има предимство во една одлука на Уставен суд. За мене ваквата контрадикторност со одлуката на Уставен суд е нешто кое што сигурно понатаму ќе биде експлоатирано во постапката која што, како што кажа Насер, ќе биде поведена пред судот во Страсбург. Друго спорно прашање, она кое што го отвори Наде на почетокот на нејзиното излагање, а тоа е од неопходноста на ваквато отстранување на новинарите во едно демократско општество. Значи, иако во нашето барање беше инсистирано да Уставниот суд го спроведе трипартитниот тест на кој што судот во Страсбург инсистира да се спроведе во секој случај кога постои ограничување на некое право гарантирано со конвенцијата, Уставниот суд тој тест воопшто го нема во предвид при одлучувањето по нашето барање. Значи, она што е битно, што е за нас најбитно тој трипартитен тест е третиот дел од тој трипартитен тест, односно неопходноста на ограничувањето во едно демократско општество. Ова подразбира дека оној кој што одлучува треба да направи еден баланс помеѓу легитимната цел која што се настојува да се оствари со ограничувањето на правото, со мерката која што се превзема и со која што се ограничува самото право. Легитимната цел според одлуката на Уставниот суд во конкретниот случај е физичко обезбедување на новинарите, додека мерката која што се превзема е отстранување на новинарите од галеријата на собранието и со тоа исклучување на јавноста од одвивањето на настаните на 24 декември. Во поглед на значењето, значи на присуството на јавноста, не би зборувал многу. Сите сме свесни која беше значењето да јавноста биде објективно известувана за овие настани, бидејќи до ден денес постои дебата и се води дебата помеѓу власта и опозицијата, дали во случајот има грубо прекршување на Уставот,
рушење на уставниот поредок и така натаму, или пак има едно легитимно постапување на собраниското обезбедување при овие настани. Доколку, значи, новинарите беа постојано присутни таму, снима и известува за сето тоа, на јавноста ќе беше многу полесно да донесе свој суд во поглед на ова прашање. Од друга страна пак, самото обезбедување на новинарите, кој што се дава како причина за нивното отстранување, е во најмала рака смешно објаснување за нивното отстранување. Сите сме свесни дека тие физички не беа загрозени од настаните кои што се одвиваа во Собраниската сала. Значи, тие се наоѓа физички на самата галерија, додека евентуалната конфликтна ситуација беше во самата Собраниска сала. Тие не беа на ниеден начин загрозени од она што се случуваше, како што кажав, во самата Собраниска сала. Од аспект на ова, значи, ова е битно за тој трипартитен тест на кој што Страсбург сигурно ќе го примени на дадената ситуација, и доколку го примени на овој начин, јас сум убеден дека ќе утврди дека постои повреда на слободата на изразување на присутните новинари. Благодарам, јас како што кажав ќе бидам краток за да оставам повеќе простор за дебата околу одлука на Уставниот суд. Филип, кога зборуваме за одлуката на Уставниот суд, што е она што Уставниот суд не го земе во предвид? Еве, например, дали Уставниот суд кога одлучуваше ја зема предвид одлуката од комисијата за 24 декември во која власта и опозицијата потпиша дека е прекршен уставот? Значи, прво, по мене, Уставниот суд воопшто нема утврдено на соодветен начин фактичка состојба тука. Нема земено во предвид цела низа документи кои што се донесени како од страна на извршната власт, како јавно изречени изјави на репрезенти од извршната и законодавната власт, така и документот кој што ти го спомена, односно заклучокот кој што се содржи во извештајот за настаните од 24 декември. Јас би посочил само некои изјави кои што по мене не се земени во предвид при донесување на ваквата одлука. Прво, значи, изјавата на самиот претседател на Собранието, кој што изрази жалење за тоа што новинарите се отстранети од Собраниската галерија, и кажа дека, значи, ќе биде покрената постапка за утврдување на одговорноста на оние лица кои што тоа го сториле. Тоа беше јавна изјава која што од наша страна беше приложена кон барањето за утврдување на повреда на слобода на изразување. Понатаму изјавата од премиерот кој што исто така изрази жалење за оваа одлука, што по мене значи на извесен начин признавање дека се пречекорени тука законските овластувања на припадниците на собраниското обезбедување. И како што кажа, значи не е земен во предмет и извештајот кој што комисијата го донесе за настаните од 24 декември. Ти благодарам, Филип. Продолжуваме со Жарко Трајановски од Фронтот за слобода на изразување. Повели, Жарко. Благодарам. Значи, ете, дојдовме, го дочекавме и тој ден да ја коментираме и оваа судска одлука, која според мене погрешно е класичен пример за погрешно утврдување на фактичка состојба од страна на судот, начин на утврдување со кој што дополнително се повредуваат правата на жртвите новинари кои што беа жртви на полициско насилство во Собранието на 24 декември 2012 година. Ќе се обидам оваа теза да ја подкрепам со повеќе аргументи. Кога ја утврдува фактичката состојба, судот вели: Собраниското обезбедување проценило дека е потребно галеријата да се испразни заради безбедност на присутните во галеријата и на лицата кои се наоѓале во салата. Сите присутни на галеријата, меѓу кои се наоѓале и подносителите на барањето, биле замолени од обезбедувањето да ја напуштат галеријата од безбедносни причини и случувањата да ги следат од прес-центарот. Најголем дел од новинарите постапиле по укажувањето, а помал дел од присутните, меѓу кои и подносителите на барањето, започнале да се конфронтираат со собраниското обезбедување, се оглушиле на наредбите на полициските службеници и пружиле активен и пасивен отпор, при што еден од полициските службеници бил повреден во предолот на ногата. Ова е класичен случај каде што жртвите на полициско насилство се представуваат, се портретираат како насилници, што представува пример на виктимизација на жртвите. Ова е само еден пример.
тука имаше еден момент дека тие биле замолени од обезбедувањето да напуштат галеријата. Ова е една од после тоа самиот суд ќе си противречи и ќе укаже на крај дека биле насилно избркани и тука вика на крајот утврди дека со насилното отстранување на новинарите на крајот го утврдува. Значи имаме многу противречности во самата пресуда. Она што е клучно е дека судот не дава одговор на клучните прашања во врска со овој случај. А тоа е дали имало полициско насилство врз новинари во собранието, во собраниската сала на 24 декември. Дали полициското постапување на 24 било согласно правото кој издал наредба за тоа полициско постапување и дали при тоа било повредено правото на слобода на изразување. На последното прашање дава одговор, меѓутоа не дава аргументи кои што се логично конзистентни и засновани. Зошто е битен одговорот на овие прашања? Па еве да се подсетиме дека во однос на прашањето кој е издал наредбата за како ќе го наречеме тоа, за отстранување на новинарите од галеријата на Собраниската сала. Знаеме дека председателот на собранието, а и самото собрание преку своите служби, непосредно по настанот на 24 декември, јавно изјави дека не ја дал наредбата председателот на собранието Трајко Велјановски, туку службата за безбедност која сама така одлучила. Односно, собранието негираше дека новинарите биле избркани, негираше дека биле насилно избркани, туку тврдеше дека биле замолени да ја напуштат галеријата. Исто така, еве цитирам изјава од Велјановски. Надлежното собраниско обезбедување, имајќи предвид дека галеријата е во суштина дел од пленарната сала, донело оцена дека галеријата мора да биде празна за да не се случи некој поголем инцидент. За ова оцена, кога станува збор за присутноста на новинарите, како председател изразувам жалење. Меѓутоа не само жалење, вика. Ќе побарам да се поведе постапка од надлежните институции да се утврди одговорноста за настанот. Значи, кога председателот на собранието ќе изјави јавно дека ќе поведе постапка за одговорност, тоа значи дека се прекршени одредени процедури и дека тој јавно не чувствува одговорност, затоа што не е издал наредбата како што тврди. Дали, сега прашањето е, дали Уставниот суд, согласно овие изјави на официјални лица, дали ги зелом предвид и дали утврдил, фактичка состојба. Кој е издал наредбата? Дали полициските службеници постапиле согласно правото законот? Дали употребиле сила? Дали таа употреба на сила била согласно законот? И на крај, она што е прашање на жалба, дали било повредено правото на слобода на изразување. Она што може да се заклучи вака, читајќи меѓу редови во самата пресуда, е дека Уставниот суд заклучува наспроти оценката на самото собрание дека имало насилно отстранување на новинарите кои што биле подносители на представката. Значи тоа е несомнено затоа што е употребено како таков израз. Дека имало насилно отстранување. Не утврдува кој е издал наредбата, утврдува во еден момент дека лицата кои што насилно ги исфрлиле новинарите биле полициски службеници, вика. И тоа во овој моментот, баш кога ги портретира новинарите како насилници, вика. Се оглушиле на наредбите на полициските службеници и пружиле активен и пасивен отпор на некоја наредба. Меѓутоа, никаде не утврдува кој е издал таа наредба и дали таа наредба на тие полициски службеници била согласно правните прописи. Утврдува во еден момент дека релевантен правен пропис е член 70 од Уставот, а тоа е дека седниците на собранието се јавни, собранието може да одлучи да работи без присуство на јавноста со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Меѓутоа, не навлегува во оценка дали овој член е прекршен со чинот на
нели, самоволно, не утврдување дали е самоволно или согласно правото, одстранување на новинарите кои што било попатно употреба на сила од страна на полициските службеници. Значи, клучните прашања остануваат неодговорени. Иако Уставниот суд утврдува дека станува збор за полициски службеници, не знаеме кои се тоа полициски службеници, тие не се легитимирале на новинарите, не утврдува дали носеле ознаки како што требало да носат согласно правните прописи и не утврдува дали имало потреба во тој момент од отстранување на јавноста, а јавноста не се само новинарите, туку и сите присутни лица во Собраниската галерија. Сега, на ваков начин, кој ќе утврди фактичка состојба, без да се отдаде одговор на овие прашања, доаѓаме до вакви заклучоци. Цитирам, вика, од наведеното произлекува дека само присуството на новинарите во салата и директното пренесување не ја прави една седница јавна, бидејќи постојат повеќе начини на кои собранието возможува јавност во неговото работење и кои што биле применети во конкретниот случај. Ова е класична реченица од која што се гледа дека практично Уставниот суд сака да ја оправда, да го оправда исклучувањето на јавност од собранието. Наместо да се стави во улога на заштитник на член 70 од Уставот, кој што утврдува дека јавноста може да се исклучи само со двотретинско мнозинство, Уставниот суд го игнорира комплетно овој член и утврдува дека седница една може да биде јавна, дури ако со сила полициски службеници без наредба од страна на претседателот на собранието ја избркаат јавноста од галеријата на собранието. Тоа е последица од оваа одлука на собранието и таа последица е катастрофална воопшто за Македонија како уставна и демократска земја. Практично, со оваа одлука се легитимира полициското насилство врз новинари и било кој што е јавност во галеријата и испаѓа дека од сега натаму, ако вие сакате да учествувате како граѓанин или како новинар во работата на собранието, дека постои опасност било кој полициски службеник да процени дека дури заради вашата безбедност, дека можете да бидете насилно исфрлени од тамо и тоа нема да биде третирано од страна на Уставниот суд како повреда на јавноста на седницата, дури ако сите во галеријата бидат исфрлени, што е само по себе парадоксално. Другиот парадокс и тука ќе запрам во интерес на времето, а тоа е физичкото отстранување на новинарите од галеријата на Собраниската сала, која го налагала конкретната ситуација на ескалација на хаосот и безредието во салата, имало за цел истите да ги заштити и да обезбеди ред во салата, а не да ги оневозможи во вршењето на нивната дејност, информирање на јавноста и да им ја ограничи слободата на изразувањето. И вика, поради наведеното, судот утврди дека со насилното отстранување на новинарите, подносители на барањето, не им била повредена слободата на изразувањето. Чекайте малку да се запрашаме што ова значи практично. Ако се навратиме претходно, судот на едно место утврдува, оценува, вика, според оценката на судот, дејствието на отстранувањето на новинарите, а тоа е насилно отстранување, како што утврдува подоцна, од галеријата, представува попречување на правото на новинарите непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја информираат јавноста за настан кој од несомнено значење за граѓаните на Република Македонија. Тоа претходно го утврдува и практично после тоа како самиот да си ја погазува собствената оценка. Зошто? Затоа што потоа вика дека ако ова ограничување на правото несомнено се случило, се поставува прашањето дали тоа е легитимно. А може да биде легитимно заради одредени причини. А една од тие причини е заштита на правата на другите. А која е главната причина поради која што било ограничено правото на новинарите да ја следат јавната седница? Безбедноста на нив. Која е последицата на ваквиот начин на резонирање? Тоа е последицата дека моето право може лично да биде ограничено
не заради заштита на правата на другите, туку заради заштита на моите права, на мојата безбедност. Што е абсурд сам по себе. Испаѓа дека судот оценува дека правата на новинарите биле ограничени, односно нивната слобода на изразување, заради нивна заштита, што е само по себе абсурд. И е вон секоја човекоправна логика. Практично, ова е одлука со која не само што се прекршува деловникот и процедурите на Уставниот суд, не се почитува јавноста на расправата. Туку е одлука која практично го легитимира полициското насилство врз новинари и практично го легитимира кршењето на член 70 од Уставот, кој што утврдува дека седниците се јавни. И јавни, освен доколку не одлучи собранието со двотретинско мнозинство од вкупниот број на пратеници. Сега тука доаѓаме до уште една катастрофална последица од оваа одлука, а тоа е одлуката, односно интерпретацијата посредна на член 70 дека само присуството на новинарите во салата и директното пренесување не ја прави една седница јавна, бидејќи постојат повеќе начини на кои собранието возможува јавност. Кој бил тој друг начин на кој е било возможена јавност? Присуството на камерите во собранието. Тоа практично значи дека ако посредно заклучување, ако само присуството на камерите се доволен услов за една седница да е јавна, дали тоа значи дека двотретинско мнозинство е потребно за да одлучат пратениците дали ќе има камери во собранието? Тоа е една од последиците на оваа одлука која што е сама по себе абсурдна. Единствена светла точка во оваа пресуда е издвоеното мислење на една судика која што укажува на контрадикциите, меѓутоа тоа не е доволно да укажем на некои други позитивни моменти. За жал, Уставниот суд имаше прекрасна можност да биде браник, да биде заштитник на слободата на изразување и да укаже на нешто што исто во негова надлежност, а тоа е дека практично во собранието имавме нарушување на принципот на поделба на власта, односно имавме полициско самоволие, кое што не било по одлука на председателот на собранието, туку по некоја не знаеме чива се уште наредба и одлука, затоа што полициските службеници ниту се идентификувани, ниту пак знаеме која спроведува таа полициска интервенција и врз основа на чија наредба. Значи, не само што тој принцип на повредата на принципот на поделба на власта остана нерегистриран до Уставниот суд, туку самиот тој со оваа одлука, нели, она што го кажа Насер, ја продлабочи таа повреда на принципот на поделба на власта и застана во одбрана и во легитимирање на полициското насилство врз новинарите. Благодарам. Ти благодараме, Жарко, за твојата прилично прецизна и педантна дисекција на одлуката на Уставниот суд, во која укажуваш на сите контрадикторности во самата одлука. А сега во меѓувреме, значи, додека се подготвуваше оваа дебата, Центарот за развој на медиуми успеа да обезбеди уште едно меѓународно правно мислење за одлуката на Уставниот суд. Тоа е мислење на Бојко Боев, кој е експерт во областа на меѓународно право за слободна на изразување и работи како виш правен советник во артикл 19 во Лондон. Неговото мислење ќе го презентира Билјана Бејкова. Благодарам се. Центарот за развој на медиуми сакаше да ја поттикне дискусијата и сметаше дека е многу нужно да имаме и поглед од надвор, така што јас само во неколку црти ќе го споделам она што Бојко Боев го констатираше во врска со одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, а тоа дека оваа одлука е проблематична од аспект на слободата на изразување, затоа што судот не ја зел предвид улогата на медиумите и парламентите во едно демократско општество и исто така не успеал да обезбеди заштита на слободната комуникација за прашање од јавен интерес. Исто така не го применил правилно триделниот тест за законски ограничување на слободата на изразување и направил грешка во разгледувањето на стандардите за заштита на новинарите.
Имено овој експерт смета дека Уставниот суд не го зел предвид фактот дека во едно демократско општество медиумите имаат улогата на пешчувар на јавноста. Исто така судот не препознал дека овој случај се однесува на работата на собранието и дека собранието како еден од темелите на демократијата има обврска да обезбеди отвореност на својата работа и да промовира подобра соработка со медиумите. Исто така Уставниот суд го применил триделниот тест од член 10 став 2 од Европската конвенција за човекови права при разгледувањето на ограничувањето на слободата на изразување, но примената на тестот во овој случај е нужна, но е направена неправилно. И тоа затоа што Законот за собранието на Република Македонија, што го прифатил судот како основа за отстранување на новинарите од галеријата од страна на собраниското обезбедување, не им дава такви областувања на припадниците на обезбедувањето. Законот не ги овластил ниту да користат сила против новинарите кои одбиле да ја почитуваат наредбата да ја напуштат галеријата. Член 43 од Законот за собранието не ги наведува специфичните овластувања што припадниците на обезбедувањето ги имаат во однос на представниците на медиумите и им дава неограничено дискрециско право да одлучуваат како ќе постапат во штитењето на безбедноста. Овој Боев всушност подсетува дека меѓународното право бара законите да обезбедат доволно упатства за оние што се задолжени за нивно спроведување, за да им овозможи да утврдат кои видови изразување можат да се ограничат, а кои не. Законот кој не ги наведува изрично основите за отстранување на новинарите не се придржува кон овој меѓународен стандард. Судот исто така не направил проценка дали постои неодложна општествена потреба за отстранување на новинарите од галеријата. Новинарите не чувствувале опасност или закана и сакале да останат во галеријата за да известуваат за седницата на собранието. При оценувањето на општествената потреба за отстранување, судот требало да ги земе предвид природата и целта на новинарската професија. Новинарите често известуваат од боишта, воени зони и жаришта на судири. Секакво ограничување кое не ја зема предвид нивната лична оценка за сопствената безбедност ја спречува јавноста да добие значајни информации. Исто така, државните власти не можат да интервенираат за да ги заштитат новинарите, освен ако новинарите сами не ја побарале таа заштита. Уставните судии го прифатиле објаснувањето на властите дека акцијата била потребна за да се заштитат новинарите без да ги анализира или оцени понудените докази. Судот, според Боев, требало да посочи на спротивставените факти поднесени од подносителите на барањето и од властите во однос на потребата за отстранување и детално да ја истражи фактичката состојба. Содржување, например, јавна расправа со учество на двете страни, како што всушност предложиле подносителите на барањето. Конечно, објаснувањето на судот за нужноста од отстранување на новинарите изгледа контрадикторна. Иако судот прво се согласува дека отстранувањето представува мешање во слободата на изразување, на крајот на одлуката констатира дека правото за новинарите да известуваат од собранието не претрпело влијание затоа што тие можеле да ги објават своите статии за собраниската расправа во текот на денот и заклучува дека не настанало кршење на слободата на изразување. Судот не дава објаснување поради кои причини го променил својот почетен став дека постоело мешање во слободата на изразување. И само уште нешто друго, судот не расправал за делот на барањето што се однесува на жалбата на новинарите поради употребата на сила против нив. Авторот посочува дека користењето сила против новинарите е чин на заплашување што предизвика ефект на уладување на слободата на изразување. Според меѓународното право, државите имаат обврска да вложат разумни напори за да ја забрзаат ефективната истрага на околностите и на законитоста на употребата на сила против новинарите. Во овој случај, подносителите на барањето биле отстранети од галеријата со употреба на сила, што значи дека судот требало да одлучува дали употребата на сила била законска. И на крајот судот не се осврнал на одбивањето на Министерството за внатрешни работи да ги идентификува полициските службеници кои користеле сила против новинарите. Судот не разгледувал дали властите ги презеле сите разумни чекори за да ги обезбедат релевантните докази да ги испрашаат сите сведоци. Со тоа што не го разгледувал делот од барањето на новинарите кои се однесува на нивните поплаки за користењето на сила против нив, судот не понудил заштита на нивната безбедност. Благодарам. Ти благодарам, Билјана. Значи, може да се види дека и мислењето на меѓународниот експерт е во речиси иста насока како и во издвоеното мислење на судиката Габер Дамјановска, во која се утврдува дека
Уставниот суд не ја утврдил фактичката состојба за време на настаните на 24 декември и се чини дека од тоа произлегуваат сите овие контрадикторни одлуки, самата контрадикторна одлука на Уставниот суд, бидејќи доколку Уставниот суд ги гледа само аргументите на едната страна, тогаш неговата одлука не може да биде објективна, тоа го кажува и судиката Габер Дамјановск. Почитувани, ова беше, сега продолжуваме со дебатата, ве молиме да се вклучите, повелете, кој има прашања за дискутантите, повелете. Или коментар на било што од она што е кажано. Добро, доколку нема, ви Да, повелете. Ве молам, само пред да почнете, ако може да се представите, повелете. Поради, значи, за сите. Во која професија припаѓа господинот? Да, он е експерт во областа на меѓународното право за слободен изразување. Добро, јас мислам новинар, добро, горе. Не, работи во артикол 19. Жарко, од која професија? Јас имам магистрија на човекови права. Одлично, добро. Не, јас сметам дека сте новинари, затоа што сметам дека новинарите се многу мислам не се само од аспект на журналистика, него од свестен аспект надградени, така да може да придонесат во сите сфери, што е и оправдано заради напредокот на журналистиката, заради исправноста во известувањето и така натаму. Овде во премисата, во резимето на Уставниот суд, гледам дека нема поука за жалбено барање по пресудата, по резимето. Ако не греша, нели? Конечно. Да, ама нема право на жалба. Тоа значи дека нема правна основа да некоја бранша во овој случај жужење така натаму да ја обжали пресудата и да бара врз на огромните раздвижености во нашето општество, раздвижености и бранување на незадоволство од пресудата, да бара една повисока инстанца која ќе ја смени таа одлука, така ли? Што преостанува сега? Ние не можеме во недогледна неизвестност да реагираме и со секој реагирање да бараме врз на етиолошки претходни истражувања, да бараме кривци во оваа одлука, така ли? Што е исправно сега во однос на ова резиме? Исправноста во ова резиме, ако новинарите најдат за сходно дека треба одреден член од кривичната постапка да се смени, бидејќи таа кривична тој член овозможува едно пошироко дејствување на органите за безбедност во однос на, како што е објаснато, превенцијата на новинарите во случај да останат, да известуваат, така ли, тогаш треба да се посочи за нам, например, да се јави како предлагач до законодавецот измена на тој член кој дава еден поширок простор на делување на органите за безбедност, органите за така ли, во случајот безбедноста во собранието на Македонија, така ли? И на тоа треба да се посечиме, не да продолжиме со овие бесконачни дискусии врз основа на дополнителни објаснување, експликации на одлуката на Уставниот суд и постапките на одредени чинители за доведување на едни такви постапки како што беа посадите на припадниците на безбедност. Да, добро. Добро, ви благодарам, господин Поповски. Мислам дека Филип разбра од прилика што се прашањата, така?
Значи, првото прашање беше дали постои некоја можност да се обжали или правно да се реагира на ваквата одлука. Значи, ова одлука е конечна, во домашниот правен поредок не постои правно средство со кое што друга инстанца би ја преиспитала ваквата одлука. Воопшто, значи, во домашниот правен поредок не постои друг правен лек со кој што евентуално би можело да се утврди повреда на слободата на изразување. Она што нас ни преостанува и да го чиниме е тоа јавно да дискутираме околу аргументите дадени во оваа одлука и правно да реагираме во Европскиот суд за човекови права во Страсбург, што сигурно ќе биде сторено како што тоа беше тука најавено. Од друга страна, во самото барање кое што ние го поднесовме, реагиравме на тоа дека членот 43 од Законот за собранието, каде што Уставниот суд ја наоѓа основата за ваквиот начин на постапување на собраниското обезбедување, не дава основа да новинарите бидат исфрлени на овој начин. Значи, ние во нашето барање интегрално го цитиравме целокупниот член 43, бидејќи тој малку подолг, се состои од 5 става. Јас не би го цитирал сега, меѓутоа упатувам на сите тука присутни кои што имаат интерес да го отворат Законот за собрание и да го погледнат член 43. Јас, значи, тврдам дека тој не дава основа за ваков начин на постапување на собраниското обезбедување. Од друга страна, се согласувам дека самиот член 43 и вака како што е формулиран и покрај тоа што не дава простор за ваков начин на отстранување на новинарите, во некои делови може би е спорен. И тоа беше укажувано, значи, по настаните од 24 декември од повеќе експерти во јавноста, меѓу другите професор Очкарич, кој што го најде за спорен целиот закон за собрание, бидејќи беше донесен, значи, во една многу брза постапка, без јавна расправа, без двотреćinско мнозинство и така натаму. И тој повика, значи, професор Очкарич да биде преиспитан целокупниот закон за собрание. Така што има јавен апел или повик да тој биде преиспитан, меѓутоа треба, се согласува, можеби да се реагира со некоја писмена иницијатива до Уставниот суд, каде што би бил преиспитан овој закон за собрание. Дискусии околу нерегуларноста што на постапката да престанат и како што професорот Шкарич најде за сходно дека треба да се измени Законот за собрание, така и ЗНМ нека се јави како еден од предлагачите како Шкарич, затоа Шкарич е како индивидуа во овој случај, меѓутоа ЗНМ е како едно многу сериозно здружение кој би можело до собрание, до законодавното тело да предложи измена на одредени членови на Законот за собрание, за да не дојде во иднина до овие немили реперкусии. Тоа ми е зборот, затоа што во интерес на нашата држава, во интерес на нашата политика, во интерес на политиката која се води спрема нашата држава, во интерес на перспективата во однос на инкорпорирање во европските и светски здруженија, треба ние како новинари да придонесиме за имиџот на оваа држава на овој начин. На овој начин треба да поднесено до Меѓународниот суд во ретјето за одредени реперкусии по индивидуални постапки, во ретјето. Меѓутоа, напоредно со тоа треба да се бара измена на правната номенклатура, а не да продолжиме овај мисли вака, овај мисли вака, јас мислам, тоа се индивиду. Ако ние од ова тело избериме тројца кои треба да донесат одредена премиса по одредена проблематика и тројцата донесат одлука, а после тоа сите ние да реагираме на одлуката на таа комисија, ние што сме избрале, нема сврсисходност. Зошто? Затоа што одлуката на таа комисија, ние што сме избрале, е валидна, правна со основа. Зошто дополнително ние да продолжиме со нашите дополнителни критики? Добро, мислам дека да завршувам. Секој си има свој став. И јас имам свој став. Новинари има свој. Сите тие ставови водат кон еден прогрес, тоа е добро, тоа е позитивно. Затоа што
рационална одлука, а таа рационалност доведе код него по-прогресивно донесе закон во овој случај измена на Шабишо, односно падање измена на членот во законот. Добро, во однос само на ова што го велите дека треба да прекинат дебатите, дискусиите, само да ви укажам дека ова е, јас сум новинар, добро ги следам случувањата. Ова е единствена дебата која е организирана повод одлуката на Уставниот суд, една за сега, не знам дали ви е многу и оваа една. Повели Филип. На таа линија беше и моето мислење, значи треба да се реагира институционално, меѓутоа дебата мора да има. Значи мора апсолутно, по мое мислење, ова што сега се одвива како дебата е премалку во поглед на тежината на ваквата одлука и значењето на ваквата одлука. Ја би додал само уште нешто тука. Интересно е да се испитува тоа дали законската основа, наведениот член 43, бил применет и како бил применет. И ќе бевме многу среќни тоа да го видовме и во одлуката на Уставниот суд, односно да навлезе Уставниот суд да утврдува фактичка состојба, на пример дали согласно член 43 став 1 лицата од посебната служба за одржување на редот во зградата на собранието носеле обележје на собранието на Република Македонија и да утврдил фактичка состојба дали бил применет или е спрема согласно ставот 4 од истиот член дали имало одлука претходно од страна на председателот на собранието по претходна консултација со подпредседателите и координаторите на претеничките групи. Меѓутоа проблемот е што Уставниот суд, иако тоа била негова должност при испитувањето на законитоста на таа одлука, да утврди дали било постапено согласно законот, тоа не го направил. И токму за тоа ние дебатираме сега, што е исто така не е за доценета, што е дебата од после, меѓутоа имало простор да се дебатира и претходно. Советодавно за Уставниот суд да не ја направил оваа грешка. Меѓутоа Уставниот суд ги прекршил и собствените процедури и правила кои што налагаат по правило да има дебата за прашања кога се одлучува за човековите права. А тоа не го направил. Така да оваа одлука е скандалозна од повеќе аспекти. Најскандалозно сепак според мене е тоа што на новинарите се портретираат како жртви, онаму каде што тие самите не се гледале како жртви, а се портретираат како насилници, онаму каде што практично биле жртви. И со тоа би завршил. Повели. Само два збора. Мислам дека ние сме сведоци сите овие години како се замира јавната дебата и главната цел на оваа власт е да ја замре дебатата за многу важни прашања. И сега ако ние зборуваме дека е излишно да дебатираме, тогаш не знам што правиме. Во крајна линија мислам дека напротив треба да ја засилуваме дебатата и да го засилуваме притисокот врз сите оние кои што носат и вакви одлуки и не ги спроведуваат законите и слично. Се извинувам ако има и други дискутанти, ако има и други, повелете. Вака, јас ќе се обидам што е можно пократко, иначе јас сум Владимир Патчев, доаѓам од Македонското здружение на млади правници. Ќе се обидам само накратко, ако можам да се вклучам во дебатата. Она што забележав, значи не во поглед на оваа дебата, меѓутоа и воопшто во конкретна дали се однесува на одлуките на Уставниот суд, дали се однесува во начинот на кој што собранието ги носи законите, односно извршната власт ги спроведува. Она што забележав е не е можеби недостатокот на дебата, дотолку повеќе што ние имаме една, како да кажам, една правна празнина помеѓу тоа како Уставот наложува да се донесуваат законите, Уставниот суд да ги преиспитува од една страна, а извршната власт да ги спроведува. Значи како прашање, односно како проблем од една страна и нешто што наместо дебата јас почувствував дека ние повеќе лаицизираме околу тоа како се спроведува Уставот и како се спроведуваат законите во нашата држава. Значи, мислам дека малку ние се однесуваме во времето како на старите римјани, каде што имало одредена секта на свештеници кои што исклучиво биле тие задолжени да ги толкуваат и носат одлуките во Стариот Рим, односно легес, законите, кои што подосна одредена група на луѓе од одредена каста, прокулеанците, кои што едноставно
се избориле да можат да го лаицизираат римското право. Сега, значи доста со историјата, меѓутоа во поглед на што сакам да го кажам, во поглед на мојата поента. Значи, каде лежи таа правна празнина? Ако го земете Уставот на Република Македонија, ќе забележите дека никаде во нашиот устав не е дозволено да се носи закон за собрание. Ама апсолутно во ниту една одредба. Ако ги погледнете одредбите од член 61, член 63, член 62, 64, 67, 68, ќе забележите дека само парцијално се наведува во однос на кои точно насоки може да се донесе закон не за собрание, меѓутоа за дали се однесува за именување и разрешување на пратеници, дали се однесува за надоместок на пратеници, дали треба да се одлучува за нивната неспојивост, односно некомпатибилност, неизборливост со друга функција и така натаму и така натаму. Меѓутоа, изрично во член 61, став 2, во Уставот на Република Македонија, во надлежностите на собрание, во одредбите за собрание на Република Македонија стои дека организацијата и функционирањето на собранието се уредуваат со Уставот и Деловникот и не смее воопшто да постои никаков закон за собрание. Значи, мене ми е јасно што кажал професор Ашкарич, меѓутоа професор Ашкарич понатаму кажува дека и е недозволиво да постои закон за собрание, а не дали ние треба воопшто да го менуваме. Пазете, ние значи веќе имаме трн во здрава нога што се вели, а од друга страна викаме пајде сега ќе се обидеме, знаете, трнот седи, меѓутоа ќе ставиме малку јод, ќе ставиме малку завој, колку да ублажиме болката. Значи, такво нешто не постои. И мене јас уште малку само ако може. Меѓутоа и мене воопшто и не ме чуди што Уставниот суд на Република Македонија донел ваква одлука како што донел. Затоа што ако па ги погледнеме надлежностите на собранието од една страна кои што се утврдени исклучиво со Уставот на Република Македонија и ако ги утврдиме надлежностите на Уставниот суд на Република Македонија кои што исто така се предвидени со Уставот, ќе забележиме дека исклучиво собранието е тоа кој што го толкува Уставот и законите, а не Уставниот суд. А ние бараме од Уставниот суд да ги толкува Уставот и законите. Да, прочитате. Меѓутоа, исто така во поглед на Уставниот суд, значи кога рековме, баш во тој поглед би сакал да кажам дека во член 110 став 1 алинеја 1 вели одлучува за согласноста на законите со Уставот. Ние досега требаше да се случи на жалост 24 декември, па да покренеме постапка пред Уставниот суд за да можеме нели да преиспитаме што во суштина се случило во собранието, а во меѓувреме законот за собрание беше донесен. И сега, мене ми е јасно, јас го имам прочитано законот за собрание, меѓутоа во законот за собрание покрај таа одредба од член 43 постои исто така одредба каде што вели дека службата за обезбедување на собранието ја формира исклучиво претседателот на собранието и дека тој раководи со таа служба. Сега се наметна нели прашањето, мислам дека вие господине Жарко Терневски кажете кој точно нели контролирал со таа служба и така натаму. Ете, претседател на собранието бил, иако тој жалел и така натаму. Сега не сакам да ме сватите погрешно. Си овие насоки што ги кажав, мене не ми е јас да ви ги кажам, ете да речам вашите проблеми и така натаму или било што, меѓутоа поентата ми е овдека дека лаицизирањето кое што ние не само денес овдека го правиме, него и воопшто преку било која дебата се сведува токму на ваквите нерешливи прашања кои што ги имаме ние во Уставот. Значи, ако сакаме ние да имаме заштита преку Уставниот суд, ние треба да доведеме Уставниот суд да може да ги преиспитува, да може да ги толкува Уставот и законите, а не да се дозволи тоа на собранието. Собранието носи страшно лоши закони и сега пазете, ние треба да ги преиспитуваме во пред Уставниот суд, а Уставниот суд барата со нејасни закони и носи нејасни одлуки. Така да може би треба и во поглед на овој наш проблем кој што дефинитивно е од крупно значење, ние може би треба да инсистираме понатаму да креираме не јавни дебати, него да го креираме јавното мислење да создава да може да се создаде една клима каде што ќе се иницираат можеби измени на устав. Да, добро, ви Исклучиво благодарам во тоа. корист на времето, мислам дека ги кажавте вашите поенти. Насер, сакаш нешто да одговориш? Ја се разбира, мислам дека
не знам, свесно или несвесно се обидуваме да ја поместиме дебатата. Прашањето е дали имаше прекршување на правото на слобода на изразување или не. Тоа е клучното. И дали некој понесе одговорност за тоа? Тоа ние го бараме. Јас се Не. извинувам, никој нема да понесе одговорност. Не ви кажав во зошто, ме нормална разбирате? демократска земја, кога Нема се никој. прекршува Да. уставот, се знае, се сноси одговорност. Овде во Македонија тој принцип не влада. И ние од Уставниот суд не баравме да го коментира законот, баравме да утврди повреда на тоа право. А тоа е надлежност на Уставниот суд. Додадеш? Само една, да. Значи не е тука прашањето дали е тој закон, тоа е друга сосема друга тема, дали законот за собранието е уставен или не е, тоа стварно беше голема дебата и тука има многу за дебатирање, туку дали е закон. Е закон од аспект на Европскиот суд за човекови права, тоа е hard law, онака што би рекле, кој што бил применет во конкретен случај и донесен од страна на собрание. Сега, дали бил согласно уставот или не, тоа можеме друга иницијатива да поднесуваме пред Уставен суд, па да видиме, тоа е друго прашање, друга тема за друга дебата. Океј. Ама сега ние тука дебатираме за нешто друго и тука се изместивме. Да. Јасно ми е, меѓутоа, токму заради тоа ние го имаме денешниот проблем, дали ме разбирате? Да, и заради тоа ние имаме ваква лоша одлука на Уставниот суд. Да. И заради тоа Уставниот суд, Па, добро, ако ја прочитавте дури забелешките што се овде како што ни го дадоа, Добро. Да, само тоа што е. е нешто во однос на тоа кој дал наредба овона, тоа требаше да биде утврдено како дел од фактичката состојба, така? И при тоа требаше да бидат земени предвид овие изјави од претседателот на собранието кој што ги прочитав, кај што јасно кажува и тој самиот, меѓутоа и официјалниот негов портпарол Маријан Маџовски, дека тој не донел одлука, што значи дека таа одлука ја донел некој друг и прашањето е дали таа била самоволна или согласно правото. Тоа требаше да го утврди Уставниот суд како дел од фактичката состојба. Тоа не беше направено. Сакаше Филип нешто да додаде, да. Прво, значи, колку и да е спорен самиот закон како таков, јас ќе повторам дека ние во нашето барање потенцираме дека законот не дава основа за таков начин на реагирање на собраниското обезбедување. Значи, како што кажа Жарко, прашањето за законот, дали е уставен, дали е во ред или не е во ред, е прашање на друга дебата. Меѓутоа, јас потенцирам дека самиот член 43, кој што Уставниот суд тврди дека е основа за таков начин на постапување на обезбедувањето, доколку се чита во сите ставови, целокупниот член, не дава можност да се реагира на тој начин во дадената ситуација. Од друга страна, јас не би се сложил дека тука лаицизираме или дека ова е лаичка дискусија. Значи, од сите дискутанти кои што јас ги чув, дури и оние кои што не се правници, чув дека дадоа издржана аргументација која што во суштина е правна. Значи, не е тоа политичка или некаква друга аргументација, туку во суштината е правна аргументација. Билјана, повеле, сакаш нешто да додадеш? Да. Мислам дека вие велите дека сте правник од Сдруженијето на млади правници, ова што го наметнувате, да, како што кажа и Жарко и Филип, е основа за друга дискусија. Само би ве прашала една работа. Доколку ние гледаме дека Уставниот суд во однос на сегашната констелација на односи донел одлука таква како што донел. Мислите дека доколку законот е поинаков или доколку устав, еве ја не сум правник, но би ве прашал новинарско прашање. Тука е проблемот што Уставниот суд не ја почитува сопствената процедура. Мислите дека да постојат други правила, дека доколку немало закон на собрание, дека ќе имало поинаква одлука. Тука не е проблем на легислативата, на поставеното на законите. Проблем е во начинот на постапување на Уставниот суд со кој не се согласува именно една уставна судика. Пазете, значи вие имате дури во самиот Уставен суд, ако ги гледате по скорешните одлуки, независно конкретно од одлуката на Уставниот суд во оваа ситуација за слободата на изразување, за бркањето на медиумите. Значи вие имате конкретно од година во година, значи од состав во состав на Уставниот суд, вие имате различни ставови на сите уставни суди. Така? Значи,
секој од нив при носењето на одлуката ми е навистина жал што господин Стамен Филипов си отиде, тој можеби многу по-пластично ќе го објаснеше сето тоа, бидејќи тој од сите нас е најприсутен при седниците на Уставниот суд. Така да, при заседавање на седниците на Уставниот суд, од состав во состав, односно судија во судија, секој засебно си дава толкување, секој собствено лично толкување си дава, кој што е различно од еден во друг за конкретна материја, односно за конкретниот случај. Значи, проблемот овде ка повторно се сведе на оно што ви го кажам. Не може Уставниот суд на седница едноставно да зазема судиите да земат различен став по конкретна материја. Различно да го толкуваат, а при тоа собранието врз основа на Устав на Република Македонија, собранието да го толкува законот и уставите. Ми разбирате? Така да, токму тука е проблемот. Мојот одговор на прашањето е токму тука. И мене ми е јасно тоа што го мислам конкретно што го поставувате, меѓутоа проблемот е конкретно околу изјаснувањето на самите уставни суди. И мене воопшто не ме чуди што има диспаритет во нивната одлука. Правен и уставен диспаритет. Еве Билјано, што Еве ја лаички ќе интервенирам, односно ќе се вклучам во дискусијата. Ние сега дискутираме тука како да е Уставниот суд во едно стаклено ѕвоно. Контекстот го забораваме и од што зависи составот на уставните суди. Гледаме како се менуваат одлуките. Така што да не го забораваме политичкиот и општествениот контекст и дека да речеме се повеќе одлуките на Уставниот суд одат во насока на она што го заговара власт. Така што дајте да не фокусираме само дискусијата, моја интервенција, јас не сум правник, а мислам дека не смееме да ги гледаме далеку од контекстот. Односно напротив што имаме како политичка и општествена ситуација. Фала. Еве Насер уште нешто. Само мислам дека следите како одлучува Уставниот суд. Еве ќе ви давам еден пример. Уставниот суд, претходниот состав, го укина делови од законот за лустрација, така? Така. Собранието го смени името на законот и ги врати сите работи во законот и Уставниот суд овој состав рече да, тоа е согласно. И зашто збориме ние, ве молам? Па токму тоа ви го велам, дали ме разбирате? Токму тоа ви го кажам. Добро, Тоа е целата работа. Добро, ви благодарам за учеството во дискусијата на сите. Да. Да. Ви благодарам на сите. Значи тука сме уште некое време, доколку сакате неофицијално може да проложиме, не е проблем. Ви благодарам за учеството во дебатата.